Откако Министерството за финансии одби да даде нови согласности за работен ангажман за дел од медицинскиот персонал на детската клиника, директорот Реджеп Мемеди денеска на пресконференција сподели дека ситуацијата со дефицитот на кадар е и повеќе од алармантна, до толку што одделот за имунологија се спојува со одделот за пулмологија, бидејќи нема медицински сестри. Но и покрај намалениот капацитет за прием на деца, тој уверува дека не се враќа ниту еден пациент. Од петок минатата недела, бидејќи не можевме со главната сестра никако да организираме сменска работа, односно организација на распоред за дежурства. Бевме приморани привремено да направиме фузија на два оддела, за да можеме да имаме на располагање сестри кои ќе покриваат дежурства. Привремено решение за да го пребродиме овој период кога немаме доволен број на кадар. Одговарајќи на новинарско прашање зошто навреме не обезбедил буџет за ангажман на 50 договорци, Мемеди рече дека клиниката и годинава обезбедила буџет и плати за овие луѓе, исто како и лани кога од Министерството за финансии добил согласност за нивно ангажирање со договор на дело. Уште еднаш потенцираше дека од 50 луѓе за кои финансии не дало согласност за ангажман, 23 се медицински персонал, од кои 18 медицински сестри, 4 лаборанти и 1 биолог, а останатите се администратори и технички персонал. Почнувајќи од интензивна нега до 6 спрат горе, па до лабораторија, ние сме 24 часа во движење. Вие знаете дека на нашата клиника имаме и клиничка лабораторија и лабораторија за генетска диагностика, каде се вршат исклучителни сериозни диагностички процедури, единствени во државата. И затоа ангажманот на персонал и на временото планирање е од витално значење за функционирање на оваа клиника. Вчера министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска изјави дека клиниката навреме требало да планира буџет за нови вработувања и дека не е вистина дека тие не дале согласност за ангажирање на лекари и медицински сестри. Но и покрај предизвиците со кои се соочува детската клиника, според статистиките, годинава бележи најниска стапка на смртност кај хоспитализирани пациенти во историјата на постоењето. Особено охрабрувачки се споредбените резултати за првиот квартал од оваа година. Во првото тромесечие од 2026 стапката на смртност е 0,27%, што е најниско ниво во последните 17 години и е приближно 2 пати пониска во споредба со ланската година.